Добро вечер, почитувани гледачи, и добродојавте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Емисија која што е посветена за проблемите со вашето здравје. Односно, ние тука разговараме за одредена тема од областа на здравјето, на проблемите со здравјето. Се разбира, ви даваме можност и вам да се вклучите во разговорот, да поставите некое прашање, а нели се со цел да ве информираме што повеќе околу проблемите, за да може пак навреме да реагирате и да може нели да ги решите. Така и денес овде веќе во студиото со мене е доктор Маја Милованчева Пуповска, која што е специјалист интернист нефролог. И ќе разговараме за една тема за која што досега не сме говореле во ваш термин, а тоа е крв во урината или хематурија. Според оние статистики кои што се прават, е забележено дека 10% од населението во текот на својот живот барем еднаш се соочиле со ваков проблем. Значи, што поконкретно значи крв во урина, кои се причините, значи како треба да се реагира кога ќе се почувствуваат вакви симптоми или кога ќе се види нели во урината дека е крвава. Ќе дознаете нешто повеќе во овој разговор кој што ќе го водиме со доктор Маја, а секако знаете и дека емисијата е контактно отворена, како што напоменав и на почетокот. Ќе можете да се вклучите во нашиот разговор, да поставите некои прашања доколку се соочувате или сте се соочиле со некој ваков проблем. Доктор Маја, да те поздравам, да ти посакам уште еднаш добре дојде ваш терен. Добар ден или добро вечер, Виолета, добро вечер за гледачите и се надевам дека ќе биде интересна темата, како што рече, нема човек што не се соочил барем еднаш во животот со промена на бојата на урината и ќе го задржиме вниманието на гледачите. Така. Па, ајде вака да почнеме. Прво да објасниме, бидејќи да ни кажете колку е впрочем чест овој проблем. Еве вие како интернист нефролог претпоставам дека сте се соочиле со вакви проблеми кај вашите пациенти и што всушност представува? Промена на бојата на урината во овој случај, значи може да биде потемна, по-розеникава, да биде боја на пиво, боја на кока-кола или само лесно розева, може да се случи доста често во текот на животот на еден човек. Од испитувањата, од студии големи што се правени, различни се податоците колку често се јавува, односно колку често пациентите се јавуваат кај матичните лекари, нели? Заради тој проблем. Зависно од популацијата која е испитувана, тоа е негде процентот од 5 до 15-16%, значи негде средината е околу 10% од вкупното население. Што подразбира хематурија? Хематурија, самиот збор, значи крв во урина. Нормално, низ бубрезите, секојдневно се излачуваат 1 милион еритроцити. Тоа се црвени крвни зрнца. И нормалниот наод на еритроцити во урината може да биде од 0, нели 0 до 3, односно 5 еритроцити на видно поле. Така се бројат еритроцитите. Значи се зима примерок на урина, тој се центрифугира и потоа се бројат под микроскоп колку еритроцити има на видно поле. Значи тој наод до 3 до 5 еритроцити е нормален наод и не треба да се дига паника околу таков наод. Но некогаш знае урината да биде и по-темна или по-светла и во физиолошки услови. Така, ако внесуваме доста течности, тогаш кажуваме дека урината е дилуирана, значи разредена и е по-светла, по-безбојна. А во случај, например, утринското прво мокрење, кога цела ноќ не сме мокреле, тоа е урината нормално да е потемна? Да, урината е потемна, како по-густа ни доаѓа и тогаш има нормално физиолошки потемна урина и не треба луѓето да се плашат, затоа што и во услови, например, кога е лето, големи горештини, а не се внесува доволно течности, исто така може да биде урината потемна. Значи, секое поголемо присуство на еритроцити во урината над овој број што го кажавме, до 5, се смета дека постои крв во урината. Но тоа пак не е знак за паника. Бидејќи има случаи каде што може да се најде и лажно позитивен и лажно негативен резултат. Така да
да кажеме за лажно позитивниот резултат, кога може да се случи. Значи не може да имаме особено кај жените, лажно позитивен наод кога постои менструација, менструална крв. Значи не е чиста урина земена, него е загадена со менструална крв и тоа кажуваме дека е лажно позитивен тој наод, или пак може да постои лажно позитивен кога има миоглобинурија, меѓутоа тоа е сосема друга состојба, значи не станува збор за појава на еритроцити, на крв во урината. И секое таква појава, значи како што кажав, се означува како хематурија. Ако станува збор за помал број на еритроцити, најчесто тоа е 10 до 15 еритроцити, 8, 10, 12 еритроцити, тогаш може да кажеме дека станува збор и за еритроцитурија, а не како хематурија. Меѓутоа тоа е повторно едно те исто. Сега како ќе поставиме ние диагноза или дека постои хематурија? Само еден примерок и се наоѓа дека постои крв во урината не е достаточен за да ние го крстиме, тој пациент, тој човек има хематурија. Значи, треба да се земат 3 примерока, значи најмалку 3 примерока на урина, да се појави тој позитивен знак, значи дека е хематурија, во 3 последователни зимања на урина во рок од најмалку 1 недела. Значи, дури тогаш можеме да кажеме да, има хематурија и ние сега треба да правиме понатамошно. Значи не е само ако еднаш се појави, така? Да, се следи. Така. Значи треба да имаме сепак потврда на тој наод. Така да треба да имаме точно, да знаеме колку пати сме провериле, кои се наодите и за да кажеме да, има хематурија и тоа е сега знак што понатаму да правиме. Бидејќи крв во урината е алармантен знак. Така, да. Секој што ќе види крв во урина, ќе се исплаши, ќе се испаничи нормално. Точно, и е знак дека треба да се појде на доктор за да се провери зошто е, да. Кои може да бидат причините за крв во урина да ги кажеме до нашите гледачи? Што се може да предизвика крв во урина? Има многу дури и оние еритроцити за кои што говоревте. Да. Има повеќе причини. За да стигнеме до причините, јас прво да кажам како можеме ние да ја поделиме хематуријата, затоа што многу е важно пациентот да го да знаеме прво дали има макрохематурија или микрохематурија. Макрохематурија е јасна, видлива, кога веќе се гледа крвта во мокрачата. Црвена е крвта. Црвена е урината или темно црвена или розева. А микрохематурија кога постојат еритроцити, постои крв, меѓутоа бојата е се уште задржана. Значи тоа е микрохематурија. Потоа хематуријата може да биде асимптоматска и симптоматска. Симптоматска е ако заедно со хематуријата имаме и некои други знаци и симптоми. Симптоми значи болка можеме да имаме. А асимптоматска е ако пациентот нема никакви други тегоби. Потоа хематуријата можеме да ја поделиме да тоа да биде транзиторна, еднаш се појавила и никогаш повеќе, или пак да е перзистентна, постојана хематурија. Ова е многу важно затоа што тоа укажува за нашиот тек како ќе го исследуваме потоа пациентот. Значи за диагностичките процедури, за да не му правиме дополнителни непотребни процедури на пациентот. Значи тоа е многу важно. Хематуријата, кога зборуваме за хематурија, значи тоа крв во урината, може да потекнува од било кој дел од уринарниот систем. Може да е горе, од бубрезите, може да потекнува од бешиката, најчесто тука е и тригонумот на бешиката зафатен, и може да потекнува од подбешиката, значи од простатата кај мажите, или од уретрата или мочниот канал. Сите тие делови се може да бидат причина за потеклото на крв во урината. Во однос на тоа, во кој дел од денот пак се појавува крвта во урината, што е тука, со што може тоа да се поврзе? Ако, например, само сабајле се јави или попладне, има ли тука
поврзано со кој дел од уринарниот систем? Не мора да значи, апсолутно не мора да значи дали се јавува само наутро или преку цел ден или навечер, затоа што поделбата ние ја правиме во тоа дали е симптоматска, не е симптоматска, перзистентна, транзиторна, микрохематурија или макрохематурија. Бидејќи една иста причина може во некој случај, ако не се открие на време и не се третира, да премине од транзиторна во перзистентна. Така да не можеме таква поделба да направиме. Меѓутоа поделбата можеме да ја направиме од тоа кои се причините зошто се случува хематурија. Меѓу најчестите причини за појава на хематурија се инфекциите. Кога се правени големи студии, видено е дека во 25% случаи на пациенти кои се јавиле поради хематурија се открива дека постои инфекција. Тоа може да значи инфекција на бубрек или инфекција на мочен меур, најчесто. И тука се дели дали потекнува значи од бубрегот, бубрежна крв во урината или пак од бешиката и имаме цистит како воспаление на бешиката кој може да се карактеризира со крв во урината и зборуваме за хеморагичен цистит. Во поделбата на хематуријата кога зборуваме, сега сме кај бубрезите, може да бидат две причини за таа хематурија, за таа воспалителни процеси што се случуваат во бубрегот. Едната група на воспалителни процеси се гломерулонефритите, а другата се пиелонефритите. Значи и двете состојби, иако се сосема различни една од друга, може да одат со појава на крв во урината. И тука сега доаѓаме до друга поделба, каде што може да кажеме и треба да знаеме дали хематуријата е по потекло од гломерулите, од бубрегот или не е. Значи имаме гломеруларна и екстрагломеруларна хематурија. Да појаснам сега што значи тоа гломеруларна. Кога зборуваме за воспаленијата на бубрезите или гломерулонефритите, кои може да бидат самостојни или во склоп на некое друго системско заболување, значи кога имаме и нефропатија. Тоа се гломерулонефритите се заболувања кои се имунолошки. Не автоимуни, меѓутоа имунолошка природа. Значи имаме антитела, создавање на антитела. Тие одат со гломеруларен тип на хематурија. Значи има поминување на еритроцитите низ гломеруларната базална мембрана. Се ова многу сложено звучи. Гломерулите се оние составни делови на бубрегот. Еден бубрек се смета околу 1 милион на гломерули. И тие имаат една мембрана со мали отвори, фенестри, кои не ги пропуштаат еритроцитите. Еритроцитите, значи нормално кажавме колку може да поминат во крвта, но во урината, се извинувам. Но што се случува кога таа мембрана ќе се оштети, тогаш тие отвори, тие фенестри стануваат поголеми и еритроцитите кои поминуваат низ тие отвори, низ тие дупчиња, се оштетуваат. И тие се појавуваат како оштетени еритроцити во урината. И тие се знак за дека потеклото на нивно е од гломерулите, е горе од бубрегот. Значи тоа се нарекуваат дизморфични еритроцити, значи ја промениле формата, може да се скршени, различна, неправилна форма. Такви еритроцити гледаме под микроскоп на седимент од урина. А во другите случаи, значи таа е екстрагломеруларна, бидејќи кога настанува оштетување и на мукозата, на тој слој што е од натрешната страна на каналите, на бешиката, тогаш доаѓа до механичка оштетување на крвните садови и тогаш тие еритроцити не се такви променети, не се дизморфични еритроцити. Значи, може да имаме гломеруларна и екстрагломеруларна хематурија. Тоа, кога зборувавме, значи, за
тие бубрезите и пиелонефритите се сосема друга група, каде што имаме воспалителен процес кој е предизвикан најчесто од бактерии. Тоа се причините најчести. Тоа се значи инфекциите. Во 20% од случаите од популацијата што има хематурија се открива дека станува збор за уролитијаза или нефролитијаза, односно причина за хематуријата е каменче. Најчесто. Да, 20% е тоа. И тоа може да биде каменче кое е од бубрегот, во бубрегот или во бешиката. Меѓутоа, за да стигне во бешиката, мора да се создаде во бубрегот и по својот пат, како поминува тоа каменче, стигнува до бешиката и може по патот да го оштети тој фин мукозен дел на патиштата и да настане крварење, односно да се јави хематурија. И тогаш најчесто се јавува и таа симптоматска, односно оди со болка. Тоа е кога станува збор за бубрезите. Меѓутоа, кога, во кој случај уште хематуријата е пропратена со болка некоја? Каква болка треба да се почувствува и каде по-конкретно, за да се поврзе со крвта во урината? Најчесто, освен бубрезите. Најчесто се јавува таа болка ако е гломеруларна, ако се гломерулонефрити, најчесто немаме болка. Значи, тоа е асимптоматска и многу често тие гломерулонефрити идат со асимптоматска микрохематурија. Значи, малку, но постојано постои појава, нема може никакви да биде, симптоми. Пациентот и може да не е ни свесен дека има покачени еритроцити. Тоа е полоша варијанта на хематурија или? Нема полошо подобро. И двете работи треба да се испитаат. Прашувам поради тоа што ако немаме симптоми, нели, а имаме покачени еритроцити, ние нема ни да знаеме нели дека се случува тоа и може да подолг период и да не отидеме да провериме урина, може ли нешто да се случи, да се искомплицира нешто? Секако, затоа кажуваме дека бубрезите тивко болат. Нели? Значи може да дојде до компликација на да, затоа што појава на таква асимптоматска микрохематурија има и при хипертензија. Висок крвен притисок може да се јави, оштетување на таа базална мембрана. Што доведе, може некои лекарства што ги земаме да предизвикаат исто покачени црвени крвни зрнца? Секако тоа е многу актуелно прашање, затоа што голем дел од пациентите примаат лекарства за разредување на крвта, за антибиотици се примаат други лекарства кои се цитостатици. Значи имаме група на лекови како што се хепаринот, варфаринот. Пеницилинот и аспиринот исто може да секако. Кај одредени група на пациенти можеме да се јави и одеднаш пациентот да се уплаши, а само и тогаш многу е важно да прашаме кои лекови се нови, кои лекови ги изима подолго време, како што се хепаринот, кажав, варфаринот, аспиринот, нестероидните антиинфламаторни лекови, кои се лекови кои се во широка употреба, циклофосфамидот, метилдопата, пеницилинот од антибиотиците, значи сулфонамидите, се тоа лекови каде што може да се појави крв во урината. И затоа е многу важно кога се зима распит на пациентот, анамнезата што ја зимаме историјата на болеста, да прашаме и за целата палета на лекарства што ги прима пациентот. Затоа што имаме и храни кои може да доведат до појава на промена на бојата. Значи, ако се взима многу цвекло, боровинките, знаеме, не знаат сите и може човек да се уплаши. Така да. Предходниот ден општо вака би требало да се информирани барем гледачите за тоа кога се консумира цвекло дека може да дојде нели до и боровинки исто така, боровинките значи знаат да дадат. Добро, тоа се како да кажам некои работи кои што треба да ги знаат, меѓутоа не е толку како да кажам алармантно и не треба тоа да ги загрижува. Кажавме за бубрезите, кажавме за нели бешиката кога има цистит, исто може да се јави крв во урина. Околу мочниот мејур, кои се тие инфекции кои што може да предизвикаат? Дали се секогаш бактериски инфекциите?
Најчесто кога сме зборувале за циститите сме кажале дека секогаш се бактериски. Најчесто се бактериска природа, освен тој интерстицијалниот цистит, но тоа е хеморагичниот цистит. Друга голема група на заболувања, значи кои може да предизвикаат, тоа се карциномите. Значи карциномите и тие одат најчесто безболно. Значи тоа оди со таа безболна асимптоматска макрохематурија, јасно црвена пребоена урина. Што се случува? Може да има карцином на бубрегот, може да има карцином на бешиката, може да се работи за карцином на простатата кај мажите. И секоја асимптоматска макрохематурија која се јавува кај повозрасната популација над 40-50 година е знак дека тој пациент треба добро да се происледи, односно диагностицира за потеклото на таа макрохематурија. Во голем број на случаи, значи се наоѓа да причина е карцином. Една група на пациенти е многу ризична за појава на карцином на уровезика, на бешика. Тоа се постара група на пациенти, повозрасни пациенти кои се мажи и пушачи. Кај нив појавата на асимптоматска макрохематурија секогаш е алармантен знак и треба да бараме зошто се јавува. Говориме на видлива крв во урина. Да. Секако и кај мажите во постарата популација исто така карциномите на простата. Значи, кај повозрасната популација, ако забележат крв во урината и немаат никакви симптоми, треба веднаш да се реагира и да се отиде на лекар, нели, за да не се пропушти нешто сериозно. Други, некои Нешто интересно што е марш хемоглобинуријата. Така, што значи тоа? Сега, тоа е посебен ентитет што не представува ни патолошка состојба и најчесто не бара третман, но може да се јави и пациентот, односно лицето да се вознемири. Марш хемоглобинуријата е појава на крв после долго одење, долго пешачење и затоа и се вика марш, кај тие што трчаат маратон, или пак тие што удираат на оние бонго тапани. Кај нив е исто така откриена. Што всушност се случува? Доаѓа механичко оштетување на еритроцитите. Настанува нивна лиза, односно распаѓање и се појавуваат тие во урината. Првпат таа марш хемоглобинурија е откриена 1881 година, кога имало марш на војниците кои марширале долго време, меѓутоа не знаеле да ја објаснат зошто тоа се случува. Потоа, дури 1964 година, еден доктор ги поврзал тие две работи, после долго истражување, дека од натабаните кога доаѓа или кај тие натапани што чуваат од дланките, доаѓа до механичко оштетување на еритроцитите внатре, во крвните садови. Тие еритроцити потоа се разградуваат и нивните елементи, односно хемоглобинот, се појавува во крвта. Не се јавува кај сите, да не се плашат, затоа што се случува и не се смета за патолошка состојба, најчесто не бара никаков третман и на лицето им му се препорачува само да има соодветни обувки за трчање, односно марширање или физичка активност или пак, ако многу често се јавува, да се намали темпото, нели, да се намали или комплетно исклучи тоа. Бидејќи таа може да води потоа до појава на анемија. Бидејќи, да напоменам, кај хематуријата е многу мала количината на крв најчесто што се губи, така да ние не добиваме симптом, знак за анемија во крвната слика. Пациентот може да има хематурија, меѓутоа нема анемија. Но ако имаме хематурија со анемија, тоа е знак дека треба да бараме и нешто друго. Зошто е таа анемија? Бидејќи 1 милилитар на крв
пребојува 1 литар на урина. Така да многу мали количини на крв се губат, а делува многу фрапантно. Така. Целата урина е пребоена црвено. И Ако мислиме има дека многу губиме. анемија, тогаш веќе? Да, ако постои анемија, тогаш се бара и друго потекло. Зошто се јавува анемијата? Доктор Маја, кога зборуваме за возраста на пациентите, која возрастна група на пациенти се поврзуваат со одредени причини или пак причините се застапени кај различни возрасти нели на популација на пациенти кои што може да се соочат со овој проблем? Да, кога станува збор за помлади пациенти, значи 20-30 години до 40 година, се извинувам. Најчесто се работи за гломеруларна хематурија или асимптоматска микрохематурија, односно гломерулонефритите, или пак се работи за каменче, или се работи за уринарна инфекција. Како врви годините понатаму, од 40 па натаму, 45-та, 50-та, секако и повеќе, се повеќе е застапена појавата на карциноми. И тоа карцином на уровезика, на бешика, карцином на простата кај мажите и карцином на бубрек, што не е многу често, меѓутоа се јавува тој ренал сел карцином кој може да оди. Бидејќи во такви случаи некогаш може покрај тоа што е самата урина пребоена црвено, да има и парталчиња, да има коагулуми. Знак за коагулуми е дека не е гломеруларна таја хематурија, пардон. Значи, тоа е веќе друго потекло, не е бубрегот, односно гломерулот. Може да постои друго оштетување, значи поголемо оштетување, се создаваат коагулуми. Друго нешто исто до сега се сетив да споменам, дека некогаш во урината кога се прегледува, се наоѓаат и еритроцитни цилиндри. Значи, не само еритроцити, него еритроцитни цилиндри. Тоа се цилиндри составени од еритроцити едно до друго, се налепени на еден протеин и еритроцитните цилиндри се знак за гломеруларно оштетување, значи дека нешто се случува во самиот бубрек. И појавата на еритроцити и еритроцитни цилиндри во седиментот на урината веќе е знак за бубрежно зафаќање и треба тамо да бараме причината која е за потеклото нивно. Така. Ајде да се обратам тука до нашите гледачи, значи за оние кои што се вклучија подоцна. Во емисијата Ваш термин говориме на тема крв во урина или хематурија. Значи кажавме дел од она што требаше да ви информираме, значи кажавме за причините, што значи тоа крв во урина, значи за инфекцијата на бубрезите, значи предизвикана од каменчиња во бубрези, предизвикана од инфекција на уринарниот систем, на бешиката, на мочниот меур. Кажавме и за повозрастните, дека кога е асимптоматски, а кога ќе видлива крв во урината, кога ќе имаат, треба веднаш да се јават на лекар. И доколку имате некое прашање во однос на темата, во однос на проблемите со уринарниот систем, крвта во урината, можете слободно да не исконтактирате на нашите посети телефони и да се слушнете со доктор Маја да ви каже совет. Доктор Маја, значи, како оди потоа третманот? Што кога ќе имаме видлива крв во урината? Што потоа кажавте дека треба 3 последователни урини во текот на една недела да се испитат преку една недела за да точно се утврди, а што пак кога само се покачени еритроцитите? Што се презема после тоа? Кога зборуваме за појавата на крв во урината, да напоменам само дека се случува да пациенти кои имале скора интервенција, исто така имаат појава на урина. Скора интервенција во генитоуринарната система, значи, тоа е кај пациенти кои имале скоро биопсија на простата,
кај пациенти кои имале скоро катетеризација, значи, на мочниот меур, исто така може не само во истиот момент, туку и после неколку дена да има појава на крв. Значи да не се вознемируваат пациентите. Затоа кажувам, многу е важно секогаш да се земе добар распит на пациентот, добра историја на болеста, за да знаеме и да го поштедиме пациентот од натамошните исследувања. Бидејќи исследувањата се една широка палета за да докажеме од каде е таа хематурија. Третманот зависи секогаш од потеклото. Така. Прво и основно е ние да најдеме од каде е причината. Дали е таа безазлена еритроцитурија или пак е нешто што треба понатаму да се испитува и лекува. Така. Ти праша за тоа колку е алармантно и дали секогаш се лекува. Че имаме една група на пациенти кои се со асимптоматска еритроцитурија. Така. Тие пациенти најчесто се следат. Се следат во смисол дали во тек на 6 до 12 месеци ќе се јави некој друг симптом. Дали ќе се појави макрохематурија, дали ќе се појави и протеинурија, дали ќе се појави можеби и хипертензија. Значи се следат на 6 до 12 месеци. Бидејќи таа асимптоматска еритроцитурија може да е знак за заболување на гломерулите, значи гломерулонефрити, кои може да одат и многу бенигно, значи да немаат прогресивен карактер. Тоа се гломерулопатијата на тенките мембрани, која оди и во фамилии, затоа е многу важно и распитот на болниот, и таа една ИГА нефропатијата која е најчеста гломерулопатија во светот, или болеста на Берже беше позната. Значи, кај тие пациенти имаме само следење, да не се појават некои други симптоми и знаци на некоја посериозна заболување. Кај сите останати треба да се направат диагностичките процедури во зависност од тоа за што се сомневаме. Бидејќи, што кажав, многу е важно, значи прво распитот на пациентот. Бидејќи имаме фамилија каде што има адултна полицистична бубрежна болест, која оди со цисти во двата бубрега, каде што исто така може да имаме крв во урината. И од цистите може да се појави, така? Да. И тогаш пациентот може воопшто да не знае дека има полицистична бубрежна болест, прв знак да биде крв во урината. Потоа имаме други заболувања како што одат во фамилии, како што е Алпорт синдромот. Така. И затоа е важна, значи, таа анамнеза. Второто нешто што се прави е урина, значи испитување на урината, анализа на урината и анализа на седимент од урина. Многу е важно да се испита свежа урина. Често пати пациентите ќе земат урина дома, додека ја однесат во лабораторија, додека во лабораторијата се испита, поминале неколку часа. А колку е нормално, значи, кој е тој временски интервал кога веќе ќе се испитува урината, може да се добијат точни резултати? Еден час, час и пол, два, колку е тоа дозволено? Така. За да биде релевантен резултатот, најдобро е во рок од 1 час да се однесе урината, таа да се центрифугира и да се види под микроскоп, затоа што лажно негативен резултат можеме да добиеме или лажно позитивен. Ако дипстик, тие лентичките така, со кои се испитува урината, седеле подолго време на воздух, може да имаме лажно негативен резултат. Затоа е многу важно да знаеме како и дали е точно земен примерокот на урина и дали е точно испитан. Добро, но сега имаат практика лабораториите да одат по амбулантите, пак таму им земаат урина па додека однесат. Колку е тоа валидно? Дали треба и тука да се тој момент да се запазува, да се знае Да, секако, затоа што најдобро е ако се земе урината, тогаш во рок од 1 час, како што кажав, веќе треба да се истестира, така. Да биде веќе направена анализата. И сега во поново време, веднаш урините
на лице место лаборантот ги иследува. Јас сум видела во големи поликлиники се случува да лаборантот остане, ги провери сите урини за да не се носат, за да не се губи тоа време за да бидат после лажно негативни резултатите. Значи тоа е исто. Да, тоа е всушност нели после анамнезата е моментот за до диагноза, да стигнеме нели до диагноза. Следното нешто секако е да се земат испитувања на крвните анализи. Од крвните анализи важно се уреата, креатининот, ацидум урикум, бидејќи можеме да имаме хиперурикозурија, односно излачување на каменчиња, на ситни кристалчиња, тие некогаш што ги наоѓаме, кои може исто така да предизвикаат повремено појава на крв во урината. Кога се зимаат крвните анализи, се гледа секако и диференцијалната крвна слика и бројот на тромбоцитите, бидејќи и бројот на тромбоцитите ни е важен во тој процес на коагулацијата на крвта и евентуално за појава на крв во урината. Ако се сомневаме за некаква коагулопатија, тоа е посебна група заболувања на крвта, може да се направат и такви иследувања дали постои некакво оштетување во нивната функцијата на тромбоцитите, во создавањето на коагулими во организмот, односно во крвта. Кога станува збор за гломеруларната хематурија или се сомневаме на некое потекло на хематуријата од бубрегот, треба да се направат и серолошки испитувања. Што тоа значи? Ако станува збор за некакво системско заболување, кој може да оди со хематурија, такво е, например, системскиот лупус. Потоа можеме да имаме и кај реуматоидниот артрит, зафаќање на бубрезите и појава на еритроцити во урината. Треба, значи, да се испитаат и тие АНА, double strain DNA, значи тие серолошки испитувања за некакво системско заболување. Ако се сомневаме или пациентот ни каже дека имал скоро грлена инфекција со стрептококи или па има раш на кожата, црвенило или некои други промени, треба да се направат и испитувања антистрептолизински тест да се земе, бидејќи постои постстрептококен гломерулонефрит кој исто така оди со хематурија. Значи имаме една поширока палета на исследувања. Во склоп на сите тие испитувања продолжуваме сега со останатите. Меѓутоа, многу е важно овие првите да се добро земени за да знаеме пациентот дали да го подвргнуваме, дали да оди на понатамошни исследувања. Бидејќи секое понатамошно исследување може да биде и инвазивно, како што е, например, цистоскопијата, како што е бубрежната биопсија. Затоа што ако се сомневаме за гломерулонефрит или гломеруларно потекло на хематуријата, пациентот треба можеби да се прати да се направи ренална биопсија. Потоа, ако се сомневаме на промени во самата бешика, внатре, во зидот на бешиката, може да е потребна цистоскопија. Значи, тоа се се методи кои се малце поинвазивни. Не можеме ние сите пациенти има хематурија, прати го на ренална биопсија, прави му цистоскопија. Потоа за диагностичките процедури понатаму многу е важно пациентот да се направи и ултрасонографија. Добра ултрасонографија каде што ќе се види состојбата со бубрезите, дали има цисти, дали се тие оштетени во смисла оштетување на паренхимот, бубрежното ткиво, дали има постоење на каменчиња. Потоа се гледа каква е бешиката, каков е зидот на бешиката од внатре, дали има некакви промени, некакви пролиферации кои променираат волуменот на бешиката, кои може да укажуваат на полипи, на туморозни формации внатре во бешиката. Потоа се гледа простатата, колкава е простатата, дали е разрасната во околината или пак има јасно ограничено од околината, јасна капсула, дали е зголемената, каква е нејзината конзистенција.
Во секој случај многу причини кои што веќе стигнавме на некој начин до оние покомплицираните. Бидејќи немаме уште многу време, би сакала вака да ни кажете кои од овие причини за кои што претходно говоревме, ајде така да ги наречам полесни, понекомплицирани, се лекуваат, нели без некој посебен инвазивен третман, и што понатаму? Со што како се третираат? Например, ако имаме каменчиња во бубрези, ако имаме некоја инфекција на бешика, мочен меор и така натаму, кога се јавува хематурија или крв во урината? За сите тие испитувања, значи мораме да ја најдеме прво причината. Не можеме ние да лекуваме хематурија. Хематуријата сама по себе не е заболување, не е болест. Хематуријата е само знак дека нешто се случува. И ние не можеме да лекуваме хематурија, а не знаеме од каде. Скроз е полно е тоа погрешен пристапот на тој начин, ако размислуваме така. Значи мораме прво да стигнеме до каде. Ако се работи за хеморагичен цистит, што од овие, значи од овие причинители би можело да се излекува? Кои состојби? Гломерулонефрит, ако се докаже, значи има терапија, денес широка палета на лекарства кои може да се даваат, меѓутоа откако ќе се диагностицира веќе. Меѓутоа ако станува збор за некоја поблага форма каде што не е правена биопсија, можеме да правиме таа асимптоматска еритроцитурија само со следење на 3 до 6 месеци. Хеморагичниот цистит се лекува со антибиотска терапија. Правиме уринокултура, даваме антибиотик кој е соодветен за дадената бактерија што сме добиле и се лекува. За другите состојби, значи постојат и хирушките интервенции. Меѓутоа тука веќе зборуваме за карциномите пред се. Карциномите се хирушки третираат во 99% на случаи и друга група е каменчињата, каде што зависно од тоа каде се наоѓаат и колкави се и колку причинуваат тегоби, односно го уништуваат бубрежното ткиво, тие може да се третираат, но тоа е веќе уролошкиот дел од проблемот. Бидејќи не сите каменчиња се кршат, не сите каменчиња се третираат хирушки, се оперираат, така да лекувањето на хематуријата е по причина. Според причината според. Сега вака, бидејќи многу работи кажавме, би сакала вака како за крај да ги издвоиме оние најважните кога станува збор за овој симптом, бидејќи кажавме не е тоа некоја заболување, меѓутоа е симптом пак за многу проблеми за кои што говоревме досега. Обично велат еднаш во годината е доволно да се провери крвна слика и урина. Што мислите вие? Колку е доволно урината конкретно да ја земеме? Колку често ние треба да провериме каква ни е урината, за да не се испуштат овие работи за кои што говоревме, оние покачени еритроцити кои што немаат симптоми? Ако се работи за здрав организам, без други заболувања, пропратни или хронични некои други, еднаш годишно е сосема доволно да се прават. Ако на тоа исследување се откријат некакви аномали и абнормалности, значи кога постои разлика од тоа што е нормално во резултатите, тогаш треба да се прават во договор со докторот матичниот, колку често понатаму да се провери. Бидејќи, за да кажеме ние дали некој резултат е точен и валиден, особено кога станува збор за микроскопскиот наод на урина, многу е важно кој го гледа. Значи, колку е искусен тој што го чита микроскопскиот наод, седиментот на урината. Бидејќи тие дизморфични еритроцити многу често знаат да се премавнат, да не се прочитаат како што треба. А се многу важни затоа што ни укажуваат за нешто друго. Исто така, кога се прави ултрасонографија, многу е важно искуството, знаењето, опитот на тој што го прави прегледот.
И од сите тие работи, потоа доаѓаме до тоа дали пациентот треба почесто или поретко да прави контроли. Бидејќи ако имаме еден пациент што знаеме дека има хипертензија, знаеме дека има диабет и има наод на еритроцити. И тој пациент ќе ви дојде, ќе ви дојде во амбуланта, јас прв пат имам еритроцити и јас имам. Меѓутоа ние знаеме кој е потеклото. Дека има хипертензија, дека има диабет или има некоја друга состојба, така да можеме да го смириме пациентот. Меѓутоа ако нема некоја новија заболувања веќе. Да, но секоја појава, значи бара да се повтори резултатот и понатамошно ако има потреба да се доиследи. А како што кажавме видлива крвурина, пак веќе веднаш да се реагира и да не се чека воопшто, бидејќи се случува пациентите, случуваат компликации. Се случува пациентите да имале крв во урината, како се појавила таа, сама си исчезнала, потоа тоа пациентот немал болки, нема ништо, никакви други тегоби, поминале неколку месеци, таа крв повторно се јавува јасна, видлива, значи макрохематурија. И дури вториот, третиот пат пациентот да се јави на доктор, затоа што се уште се плашиме, нели, од диагнозата, подобро е да не знам. И потоа да се открие нешто што можело многу порано да се детектира, да се третира. Во секој случај затоа да и ги правиме овие емисии, да ги информираме нашите гледачи се со цел навремено да реагираат за да не дојде до компликации и проблеми поголеми за кои што понатаму ќе им треба повеќе време за да ги решат. Доктор Меја, тука мораме веќе да завршиме. Ти благодарам за денес, многу убави исцрпни одговори и објаснувања даде за оваа тема. Се надевам дека нашите гледачи се задоволни и навреме ќе реагираат доколку нели имаат некој ваков проблем. Ти благодарам уште еднаш, значи се гледаме во некое следно издание со некоја друга интересна тема од областа на уринарниот систем. Благодарам, Виолета, се надевам, да, повторно нешто интересно вака за кое не сме зборувале така често, да. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодариме на вниманието. Се надевам дека ве доставивме доста корисни информации за денешната тема. А ние повторно се гледаме во понеделник за 7 дена во исто време. Ќе говориме за депресијата, уште повеќе што минатата недела веќе и се воведе оној, како да кажам, секое одење кај вашиот матичен лекар, веќе ќе морате да пополните еден прашалник кој што ќе доведе до, се разбира, рано детектирање на лицата кои што се соочуваат со депресијата. Ви благодариме за вниманието, имајте пријатна вечер и останете и понатаму со нашата програма, следува централното издание на Дневникот.